Фондот за здравство ги стега штипските хирурзи. Оваа година од нив бара да оперираат за 30% повеќе. Иако во клиничките болници се инвестира постојано, дури 40% од сите операции во државата се извршуваат во Скопје. Поради ова, 700 операции оваа година наместо во Скопје ќе се извршат во Штип. Стои во известувањето од фондот. Низ бројки пресметано е дека скопските хирурзи годишно оперираат по 71, а оние во Штипската болница по 56 пациенти. Од овие причини годинава тие ќе треба да направат по 14 дополнителни операции. Овој тип на оператива воопшто не е проблем ние да го исполниме ако се бидат вклучени и останатите центри. Меѓутоа, оно што е битно да знаете дека бројот на операции кои што ние го правиме не се однесува само на ова класична оператива, него и на воведување на нови методи и техники кои што ги сега усвојуваат нашите доктори, така да севкупно бројката на операции по доктор е многу поголема и секако ќе представува оптоварување за персоналот. Овие операции се однесуваат на проблеми со кила, жолчка и слепо црево, и лани во Штип биле извршени 910 такви. Но од операција до операција има разлика, па оттука и прашањето дали оперирањето поради норма не значи и ризик за пациентите. У здравството норми нема и не треба да постои. Која е нормата? Еден пациент може 24 сата да те врзе. И шо норма? Норма бројчени, бројки, шо? Луѓето не са бројки. Не е то физичка работа. Со операцијата може да биде и повеќе време, и помалку, и пациентот да умре на масата. Не може на норма тоа да. И шо е направил он? Свршил ли работа? Ова е непотребно. Досега не се случило без потреба пациент да се препратува во Скопје. Велат зад камера хирурзи наплашени од министерот Тодоров. Од друга страна, хирурзите во Кочанската болница во сликата на Фондот за здравство стојат многу добро, односно секој хирург во Кочани лани извршил по 71 операција.